Добар ден, драги ученици! Јас сум Мимоза Николовска, наставник по биологија во Основното училиште Гоце Делчев од Битола. Добро дојдовте на уште еден час по предметот биологија за 9 одделение. Денешниот час е од темата фотосинтеза и растење на растенијата. Насловот на лекцијата е како бојната светлина влијае на фотосинтезата. Најпрво да ги представиме целите на часот. Треба да знаете да ја дефинирате и опишувате фотосинтезата и да користите текстуални и хемиски равенки за процесот. Да разберете како бојната светлина влијае на процесот на фотосинтеза. Да се потсетиме на процесот фотосинтеза, кој што всушност представува произведување со помош на светлина. Тоа е процес во кој растенијата создаваат храна. Како го прават тоа? Користејќи неоргански соединенија, вода и минерални соли и јаглерод диоксид, со помош на сончевата светлина и хлорофилот кој го има само во растителните клетки, растенијата синтетизираат органски соединенија кои се неопходни за исхраната на растението, односно за растот и развојот на самото растение. Исто така со фотосинтеза растенијата произведуваат и ослободуваат кислород. Фотосинтезата се одвива само во зелените делови од растението, тоест во оние клетки кои содржат хлоропласти во кои се наоѓа хлорофилот, затоа што хлорофилот е пигмент кој што всушност ја абсорбира сончевата светлина. Ако сето ова го представиме со хемиски текстуални равенки, тогаш процесот на фотосинтеза би бил следен. Јаглерод диоксид плюс вода, под дејство на светлинска енергија, абсорбирана од страна на хлорофилот, се добива глукоза плюс кислород. Во оваа равенка, јаглерод диоксид и вода се реактанти, а глукозата и кислородот се продукти. Подолу е дадена и хемиската равенка на процесот фотосинтеза. Од сето ова изнесено, лесно може да се воочат кои се факторите кои влијаат врз самиот процес. Можеме да ги поделиме на надворешни и внатрешни фактори. Надворешни фактори се сите оние кои што доаѓаат од надворешната средина, а тоа се интензитет и квалитет на светлината, количество на јаглерод диоксид во атмосферата, температура, вода и влага и почва, односно состав и плодност на почвата. Внатрешни фактори се сите оние фактори кои што доаѓаат од самото растение. Тоа е староста на листот и растението, присуството на ензими, содржината на хлорофил, градбата на листот и бројот на стоми на самиот лист. Изминатите часови, кои што беа посветени за истражување на факторите кои влијаат врз процесот на фотосинтеза, акцентот беше ставен на интензитетот на светлината, односно како интензитетот на светлината влијае на стапката на фотосинтеза, при што се доби одговорот дека со зголемување на интензитетот на светлина се зголемува и стапката на фотосинтеза. Со представување на резултатите од истражувањата на линиски график, тој изгледаше вака, каде што се гледа јасно дека при високи интензитети на светлина, зголемувањето на интензитетот на светлина не ја зголемува стапката на фотосинтеза, туку таа се одржува на едно константно ниво. Сега, кои други карактеристики на светлината би можеле да влијаат на фотосинтезата, освен интензитетот кој што реков го истражувавме предходните часови? Од предметот физика, она што го знаете за поимот светлина, е дека белата светлина по прекршувањето предизвикува цел спектар од бои. Црвена, портокалова, жолта, зелена, сина и виолетова. Тоа може да го видите и на сликата, каде што белата светлина се прекршува поминувајќи низ призма и овде може да ги видите сите бои од спектарот на белата светлина. Се поставува прашањето, која е најдобрата боја за фотосинтеза? Односно, како бојаната светлина влијае на фотосинтезата? За да одговориме на ова прашање, потребно да изведиме експеримент во кој под исти услови, а тоа подразбира иста оддалеченост на растенијата од изворот на светлина, иста температура, исто количество вода, исто количество на јаглероден диоксид и иста старост на растенијата, ќе го изведеме експериментот за фотосинтеза, само што ќе користиме светлина во различна боја. А уште повоочливи се резултатите
при истражување на растење на растението под влијание на различен тип на светлина. А растењето на растението секако е резултат на интензитетот на фотосинтезата кој растението го извршува. Од едно такво истражување, резултати се представени токму во оваа табела и јас сега ќе ви ги презентирам. Односно, исти растенија се поставени изложени на различна обоена светлина и добиени се следните резултати. По 10 дена, растенијата растат со мали разлики во напредокот. По 17 дена, растението изложено на бела светлина е добро пораснато. Растението изложено на сина светлина е добро пораснато и со цврсти листови. Растението изложено на виолетова светлина е помало, но со широки листови. Растението изложено на црвена светлина е најмногу пораснато, но со издолжени листови. По 24 дена, растението изложено на бела светлина е прилично пораснато, но листовите малку се изгорени на крајевите. Растението изложено на сина светлина по 24 дена е добро пораснато, изгледа здраво и цврсто. По 24 дена растението изложено на виолетова светлина е многу малку пораснато, а растението изложено на црвена светлина е најмногу пораснато. И по 26 дена растението изложено на бела светлина има свежи, млади листови, но постарите се овенати. Растението изложено на сина светлина по 26 дена има големи, свежи и интензивно зелени листови. Растението изложено на виолетова светлина по 26 дена има изгорени, млади листови, а растението изложено на црвена светлина е најмногу пораснато, но со кревки, жолтеникави листови. Кој заклучок може да го донесеме од ова истражување? Заклучокот е дека сината светлина прилично добро влијае за растот на растението, а со тоа значи дека влијае и позитивно на процесот на фотосинтеза. А веднаш после неа, со позитивно влијание е и црвената светлина. Како изгледат растенијата поставени да растат при различно обојување на светлината, може да погледнете на следната слика. Знаеме дека сончевата светлина ги содржи сите бои на спектарот. Слична на оваа светлина, која може да се употреба во стаклени градини, е белата светлина. Во стаклени градини најдобар раст и развој на растението се постигнува со сијалици кои ги имаат сите бои на спектарот. Тоа може да го видите и од следните слики, каде што се прикажани растенија кои што растат во лабораториски услови, изложени на сијалици кои ги имаат сите бои на спектарот. На следните слики може да ги погледнете и да добиете идеја како вие во домашни услови може да направите истражување за влијанието на различно бојната светлина врз растот на растенијата. А на следните линкови може да погледнете видеа кои ќе ви помогнат во истото. Благодарам на вниманието.